Од вкупно 10 објекти, 7 се веќе реконструирани. Еден од тие 3 што се нереконструирани токму овој дел овде во градинката Мајски цвет во Тафталиџе 2. Затоа општината издвои буџет. Избрана е фирма која што тоа ќе го извршува, значи фирма и вредноста е 10,5 милиона денари, рок на изведување е 120 дена. Доколку најдеме решение каде ќе бидат сместени децата, ние можеме да започнеме веднаш со реконструкција на оваа градинка. Ни останува уште Мајски цвет во Тафталиџе 1 и Мајски цвет во урбаната заедница Владо Тасевски. За Мајски цвет во Тафталиџе 1 имаме издвоено повеќе од 36 милиони денари и таа градинка ќе биде целосно рушена и ќе се гради комплетно нова, со што во моментов имаме распишано тендер и чекаме да се избере изведувач, а ни останува само она во Владо Тасевски која што треба да ја реновираме во текот на наредната година. Значи тоа е објект од цврста градба кој што нема да се руши, само ќе се изврши негова реконструкција. Дали имате прашања? Нема, благодарам. Политички опоненти ве обвинуваат постојано за уништеното зеленило и дека општина Карпош тврдате дека е претворена во градилиште. Како планирате да одговорите на ова прашање и што ќе порачате на Карпошево во Вие се наоѓате во урбаната заедница Тафталиџе 2, кажете ми каде нешто овде има уништено било какво зеленило. Тоа најголем дел од тие обвинувања ги кажуваат опонентите затоа што нема што друго да кажат и нема со што да искочат во овие избори да кажат што ќе прават ново за граѓаните на Карпош за да го подобрат нивниот квалитет на живот. Оно што ние бараме мандат во наредниот временски период, тоа е дека сакаме во Карпош граѓаните да живеат побезбедно, а тоа значи сите згради кои што немаат електронски брави, алуминиумски врати и немаат домофони ќе бидат поставени од локалната самоуправа. Тоа значи дека сите оние млади брачни парови кои што сакаат да изградат куќа ќе им биде доделено државно земјиште или односно општинско земјиште кај што ќе бидат ослободени од комунали и инфраструктура направена од локалната самоуправа. Со тоа ќе можат околу 500 брачни парови. Исто така државно земјиште кај што имаме, кај што ќе може да се градат стамбени згради, а во моментот имаме такви две. Тие ќе бидат земјиштето и ослободувањето од комунали ќе биде направено токму тоа да биде за млади брачни парови од општина Карпош. Натаму на нашите млади жители кои што наполниле 18 години 2016-2017 ќе имаат бесплатна обука за возачка дозвола во која што ќе биде вклучено и лекарскиот преглед и ќе биде вклучено и плаќањето за прва помош. Сметот веќе и ѓубрето ќе биде наше минато затоа што сите контејнери Карпош 1, 2, Карпош 3, Карпош 4, овде Тафталиџе, Козле, Порта Влаја ќе бидат спуштени по земја и за тоа издвојуваме негде околу 150 милиони денари и паркирањето како главен проблем на граѓаните кои што живеат во непосредна близина на центар, заради тоа што таму се плаќа паркирање, ќе бидат поставени платформи со кои што ќе има далеченски управувач и секој станар од тој дел ќе има далеченски управувач, значи да може да го паркира своето возило.